приказните околу тоа детално гледање сега, гледам дали е условен, дали е пред преговори, се во принцип имаат една скриена премиса. Тоа е апсолутен успех, ние го баравме ова, го добивме тоа. Оваа приказна, дали е сега условни, дали не се условни, па дали се врзани за некој идно блокирање, се уствари коментари кои зад себе го кријат концептот на противење на договорот со Грција и на можноста, тие критичари го гледаат како можноста добивањето на датум за отпочнување предприемни преговори како помош за успех на референдумот. Бидејќи тоа не сакаат да им се случи, се противници на тоа, они ги трансформираат коментарите на начинот на приемот и предпристапните преговори. Тоа е лага во принцип. Инаку сите ги добиваме на истиот начин предпристапните преговори. Тие секогаш за секоја земја се условени. Сега може да бидат да почнат у септември, може у декември, може у јуни, кој сака околу тоа спори, нека спори, али тие кога ќе почнат, секогаш во секоја земја која влегува во таквиот процес е врзана за многу корисен притисок врз земјата. Тоа е, например, ако сте ги видели условите таму, се нешто што ние можеме само со двете раце да го прифатиме. Например, тоа е осуда за корупцијските дела. Значи, ние ќе ги притисна судовите дотогаш да донесат осудителни пресуди за овие процеси кои течат. Тоа за нас е супер. Са оние што ги бранат ВМРО-вците кои ги судат, тоа може да не е супер. Ама тоа е нивни проблем. За нас е тоа супер. Пред пристапните услови ние можеме само да ги прегрнеме со двете раце. Инаку како стандард тие се еднакви за сите земји. Сега можете да бидете незадоволни дали тоа ќе почне у септември, дали у јануар, дали у јуни. Тоа е единствен проблем кој може да каже зашто у јуни. Прашањето е небитно за нас. Важно е дека таа врата е отворена, ние влегуваме, предпристапните фондови не се отвараат, значи некои пари ќе повлечеме и притисокот за вршење на темпо на реформите, посебно овие кои се однесуваат во правосудството за нас битни и реформите на безбедносните служби, за нас е многу корисни, ние ќе ги прифатиме, нормално ќе ги исполниме и одиме во втората етапа. Како што кое поглавје се отвара, ние ќе имаме притисок, сега викаат постои можност да не блокира, па секоја земја што влагала во Европска унија, секоја друга земја членка можела да ги блокира, па не ги блокирала. Нормално она гледа, сите гледаат како екипи дали се исполнети условите во областа на реформите, образование, правосудство, економија и со тоа ја судат земјата, може да ви го продолжат рокот ако не сте го задоволни. Тоа е нормална ситуација во која сите земји поминуваат. Тука не може да се бара некаква посебна ситуација за Македонија. Тоа е истата ситуација. Еден од условите е и имплементирање на договорот со Грција. Ќе успее ли премиерот Зоран Заев да го имплементира овој договор и како коментирате одлуката на председателот да не го потпише ратификуваниот договор? Па тоа што председателот не го потпиша ратификуваниот договор е негов став околу тоа. Тоа што е негов став е еден проблем. Втор проблем е што он не го разликува и тоа е судбина, поврзана е со неговиот карактер и знаење, тој да не го разликува неговата официјална положба како институција и неговиот личен став. Он како институција е обврзан да го потпише според уставот, ако не го потпише, го крши уставот. Тоа е проблем сега за него, не е проблем за договорот. Договорот ќе го прескокне него, бидејќи уставот не дозволува во оваа етапа председателот да го блокира собранието. Собранието мора да може да ја спроведе својата волја. Во овој случај волјата е да го донесе законот и она без подпис на председателот ќе го објави во службен вестник и ќе го заврши таа постапка. Другото не можам да го коментирам, тоа се негови проблеми, ние го знаеме неговата позиција и знаење и акал и со тоа е судбина, тоа ќе го трпите до кога го трпите. Но моje мислење е дека мора да му водат импичмент после тоа и мора да се обидат да направат мнозинство да го сменат, бидејќи така се брани уставот. Не е тоа проблем на судир со него и неговите политички профили, туку е тоа што он не го почитува уставот. И тоа е веќе трети пат. Првиот пат е во време на давањето на мандат, го условува со давање на програма на премот, тоа не е негова работа. Второ е кај законот за јазици и сега е трето е законот за ратификација. Тоа е она што мислам јас за тоа како ќе се одвие работата, ќе видиме, зависи од тоа дали ќе успеат да направат мнозинство доволно за импичмент. Трето, мислам дека овие датуми кои ќе ги добиеме, ставот околу НАТО и Европска унија ќе помогна да се создаде една атмосфера, инаку еден добар договор да може да се избутка на референдум. Ја мислам дека ќе успееме. Во тоа не е само проблем на премиерот Заев, тоа е сега проблем на цела Македонија, тоа е важно за нас.
по моje мислење. И потоа со таков успешен референдум мислам дека ќе успеат да добијат и да ја врзат опозицијата и да добиеме двотретинско мнозинство, промена на насловот на уставот што е услов. И после тоа добиеме финално членство, ратификација и финално членство во НАТО. Таа етапа е многу значајна, многу возбудлива и историска за нас и треба да ја изодиме како што треба.